Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Сузе и денес ние заедно ќе се дружиме. Најпрво да ве прашам дали сте добри. Супер! Тоа значи дека вие добро и редовно се храните. Денес ќе разговараме за здравата храна која што ни е потребна за нашето здраво растење. За да го направиме тоа, потребна ми е и ваша помош. Ке ми помогнете, нели? Супер! Тогаш можеме веднаш да започнеме. На нашето тело му е потребна разновидна исхрана за да може да функционира нормално и за да бидеме здрави. Ајде да ја видиме разновидната храна која што треба да ја јадеме и зошто таа е добра за нас. Таа храна е овошјето и зеленчукот, јагленохидратите, месо и риба, храна која содржи масти и шеќер и млечни производи. Оваа слика ни покажува што треба да јадеме секој ден за да бидеме здрави, односно сите овие производи треба да бидат застапени во нашата дневна чинија. Сега ќе видиме зошто ни се потребни сите овие производи. Јагленохидратите ги има во храната од житарки. Тие ни даваат енергија за да можеме да размислуваме и добро да учиме. А тогаш, кога добро учиме, добиваме големи петки. Ова е храната која што содржи јагленохидрати. Ајде заедно да видиме. Што е ова? Да, тоа е компир, корнфлекс, макарони и шпагети и ориз. Браво! Зошто треба да јадеме овошје и зеленчук? Затоа што тие содржат витамини и минерали кои што се многу корисни за нашето тело. Тие му помагаат на нашето тело да работи, ни помагаат да бидеме здрави, да не се разболуваме, да растеме и не штитат од болести. Тие се здрава храна, а тоа се. Ајде да ми помогнете. Морков, браво, јаболко, пченка, грозје, но не само овие. Во овошје и зеленчук спаѓаат сите оние производи кои што ги има на нашиот пазар, а тоа се и крушите, и бананите. Ајде заедно да наброиме уште некои. Да, портокал, краставица, домат и многу други кои што сега не можеме да ги наброиме. Браво! Млечни производи. Млечните производи ни помагаат да имаме здрави заби, цврсти коски и да имаме силни мускули. Тие ни помагаат за здраво да растеме и да бидеме големи како мама и тато. Ова се млечни производи. Ајде заедно да ги наброиме. Тоа е млекото, сирење и кашкавал, путер, јогурт и кисело млеко. Браво! Месото и рибата содржат протеини. Протеините ни даваат енергија и помагаат на телото да не се разболува. Да не бидеме болни како овој батко таму. Ајде да ја видиме храната која што содржи протеини. Ајде заедно. Тоа е месото, браво, јајца, риба и јаткасти плодови, а тоа се ореви, лешници, бадеми. Браво! Храна која содржи масноти и шеќер. Нам ни е потребна само мала количина од оваа храна. Затоа што и покрај тоа што таа е вкусна, оваа храна може да биде многу лоша ако ја јадеме многу. Односно, ќе бидеме дебели како овој батко тука. Храна која содржи масноти и шеќер и треба да ја јадеме во многу мала количина се чоколадите,
Колачите точно така. Хамбургерот. Тортата. Одлично. Ајде сега заедно да повториме. Јагленохидратите ни даваат енергија, за да можеме да имаме сила и енергија, за да можеме убаво да се играме со своите другарчиња. Овошјето и зеленчукот му помагаат на телото да бидеме здрави, да растеме и тие не штитат од болести затоа што содржат многу витамини и минерали. Млечните производи ни помагаат да имаме здрави зъби, цврсти коски и силни мускули и да пораснеме големи како мама и тато. Протеините ни даваат енергија и помагаат да не се разболуваме. Потребно ни се само малку масноти и шеќер. Супер! Сега научивте да се храните здраво и сите ќе ви велат браво. А сега, заедно со мама и тато, завршете домашните работи кои што ви се дадени во прилог на активностите, а потоа испратете ги кај вашите учителки кои што за тоа ќе ви напишат по една голема петка. И не заборавете, покрај тоа што треба да се храниме здраво, потребно е да пиеме и многу вода, затоа што и водата исто така е многу корисна за нашето тело. Довидување!